посебно бидејќи Куманово е познато по чевларската индустрија која во голем дел работи по лон систем, најголем дел, околу проблематиката на нивна работа, проблемите кои се среќаваат, исплаќањето на минималната плата и некои доцнења од страна на државата на одредени, би рекол, субвенции, како и воопшто со нивниот производен процес и со идните нивни планови. Овде ме запознава ова компанија Демарко дека набавија некои нови машини и дел најверојатно ќе може да ги искористат со новите мерки, но и дека до година планираат нови инвестиции, но она што е посебно значајно, што ме израдува, дека имаат ориентација во иднина и собствен, да работат на собствен бренд, што не е лесно, се разбира, во денешни услови е многу тешко. Шапорич се надева дека скоро усвоениот закон ќе даде позитивни ефекти во оваа индустрија. Оние што инвестирале во 2017 можат сега, бидејќи е законот донесен пред некој ден, подзаконските акти ќе бидат усвоени за 10 дена, да аплицира, например, ако е за опрема, до 10% од опремата. Ако е за хала, нова производна, 10% од халата. Ако е за извоз, вадење на сертификати и така натаму, исто така одреден процент. И ако се иновации одредени, тоа е веќе трет стол, што не е поврзан со овој закон и зголемување на плата над 18.000 денари. Се разбира, овие мерки многу тешко може оваа индустрија во овој момент да ги исполни, освен со тоа што е дадено со еден амандман во законот о леснување, дека она што важи за другите компании да имат раст, зголемување на плати. Председателката на Сдруженијето на чевлари, Лидија Милановска, се надева дека со заеднички труд ќе се надминат сегашните проблеми. Да ги види условите во кои што работиме, да ги презентира новите мерки со кои што ние може да влеземе, за да ги искористиме, и при тоа споделиме некои работи кои што се и некои проблеми кои што се поврзани со нашата индустрија, за да можеме да соработуваме на пошироко. Јас се надевам дека владата ќе има слух за нашата индустрија, за нашите проблеми на кои што може да работиме заедно. Министерот Шапорич денеска имаше средба и со градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски.